Во изминативе неколку денови во јавноста просторија многу невистини, шпекулации и обвинувања во врска со тендерската постапка за набавка на реагенси за јавните здравствени установи во Република Македонија. Концептот на централизација на медицинските лаборатории е од голем бенефит за македонските граѓани. Овој проект е во насока на створање на европски модел за кој се стремиме со цел реформирање на здравствениот систем и приближување кон модерните европски трендови. Концептот на централни набавки овозможува оптимално искористување на средствата, а во таа насока Министерството за здравство ќе има можност да ги контролира и предвидува трошоците за тестирање без оглед каде се тие изведуваат. Би сакал да дадам неколку детали во врска со распишаната постапка. До крајниот рок за поднесување на понуди за овој тендер пристигна само една понуда. Во моментов постапката е во фаза на евалуација и се уште не е ниту стигнато до електронска аукција. Од причини што станува збор за 3 годишна јавна набавка за тестови и реагенси за биохемиски, имунолошки, хематолошки, коагулациони и гасни анализи и проценетата вредност за истата е висока, но заштедата за буџетот за граѓаните е голема. Доколку не постигнеме заштеда, тендерот ќе биде поништен. Во текот на април беше спроведен технички диалог согласно одредбите од Законот за јавни набавки. По техничкиот диалог, сите економски оператори кои го искористија правото да дадат забелешки по тендерската документација и поднесоа приговори, во законски одреден рок добија записник и коригирана тендерска документација со сите извршени корекции и измени. Целиот процес беше транспарентен и отворен за јавност, а на јавното отварање беа присутни представници од Центарот за граѓански комуникации и надворешни представници на фирмите. Потенцирам, Министерството за здравство не склучило договор и фирмата која се споменува во јавноста не го добила тендерот. Сето ова досега се детали од тендерската постапка која што прочнува отворена за јавноста преку систем на СН подолг период, вклучувајќи го и периодот за техничкиот диалог. Протоколите за транспорт на крв според досегашните протоколи и во тендерска документација јасно напишано дека економскиот оператор е должен во цената да има вклучено и транспорт на крв. Доколку се утврди дека документацијата не е во ред и постојат недостатоци во целокупната понесена документација во однос на понудата, согласно одредбите од Законот за јавни набавки, истиот представува основа за поништување на тендерот. Истовремено внимателно ги слушаме забелешките кои што излегува во јавноста. Главната намера на оваа постапка е да се подобри здравствениот систем, да се направат заштеди и граѓаните да имаат голема придобивка. Се што правиме е согласно позитивните европски искуства. Благодарам. Дали може да ни кажете колку фирми поднесоа жалби на оваа тендерска постапка и постојат реакции, значи во јавноста дека тендерот е така направен да може да го добие само фирмата која што е спомената дека доставила понуда и зошто подизведувачот кој што се спомнува, по каква случајност се регистрирало токму во април кога ви ги најавите централната набавка? Навистина во однос на детали во однос на фирмата која што настапи, која што даде понудата, јас навистина не можам да кажам заради тоа што не знам. Концептот на централна набавка е да се стави се на еден куп. Од тука потекнува и големата сума која што е предвидена од тендерот. Ние сумата сме ја собрале од сите јавни здравствени установи врз основа на количините на пари кои што ги трошат за набавка на реагенси. И таа изнесува близу 12 милиони евра годишно. Сметајќи дека тоа премногу и дека навистина можеме да направиме заштеда, ние посегнавме кон концептот за групна централна набавка и тоа повеќе годишна со цел да добиеме реагенси со многу по ниски цени. Кога правиме таква набавка и кога треба да ги покриеме сите потреби за сите анализи, ние мора да ги побараме сите анализи кои што им треба на овие граѓани во сите јавни здравствени институции. Дополнително на сите анализи кои што се веќе барени во тендерот, ние бараме и транспортна крв, заради тоа што сметаме дека е тоа огромна заштеда во однос на трошоците и централизиран систем на пратење, односно IT систем, кој што ќе не овозможи увид во тоа колку јавните здравствени институции трошат во моментот или колку е вистинската потреба. Значи да одговорам директно. Тендерската документација, тоа што го бараме од биохемиските анализи е врз основа на тоа што навистина им треба на нашите граѓани. Тука се ставени сите анализи, никогаш да нема недостаток од никаков регез во ниту една јавна здравствена установа каде што би требало да има апарат за биохемиска анализа на крвта. Видите постапката во фаза на евалуација, кога рокот за евалуација завршува оваа недела.
која фирма конкурирала, каква понуда остави да си станува збор или заедна работа. Па сега е малку интересно што се дозволува пристап до отворањето на понудите и има луѓе што имаат пристап, а се крие името на фирмата која конкурирала. Прво тоа е прашањето. Второ, во каква врска е таа фирма со новоформираната фирма, односно дали е новоформираната фирма стои за тој е единствен понудувач. И трета работа, зашто спецификациите се направени така за да може фактички да учествува само еден производител, не се поопширно пазари. Да почнем од последното прашање, еве го одговорив и сега. Значи не е точно дека се правени само за една фирма. Само се ставени сите анализи кои што и сега се наоѓаат во сите лаборатории во нашата земја. И сега има такви анализи на секаде низ лабораториите во јавните здравствени установи низ цела држава. Детали за фирмата јас навистина не знам. Што се однесува на нивната понуда, со оглед на тоа што се уште се евалуира, тоа беше јавно отворена. Многу луѓе присуствуваа од различни фирми, компании, од граѓански организации, сите има увид во отворењето на понудата, тоа се јавни податоци. Можете слободно да ги добиете. Воопшто не е правено некаква спецификација за некаква детали за компанијата, навистина не би знаел да ви кажам. Тоа што излезе сега во јавноста, кога била регистрирана, тоа првпат читам јас. Точното име на фирмата може да ви го дам сега веднаш после на овој конференцијата. Исто така и Алијансата за авансите, од која е високи партиски член е вашиот председник господин Каравари, а ваша оставка поради овој што смета тој скандалозен тендер и поради сите грешки кои во здравството кои пишуваат на ваша смета. Имаше многу обвинувања од разни политички партии. Алијансата е една од нив, другата е ВМРО ДПМН. Навистина не знам со кој образ излегуваат да зборат за здравството, кој што го газеа со години. Излезе еден колега доктор во име на партијата ВМРО ДПМН и стои пред монитори кои што гледат колку една интензивна нега и веројатно држи пресконференцијата од зграда кој што значува проект кој што вреди колку 2 клинички центри и изнесува невистини згора на се. Значи прво мислам дека не е соодветно и културно, а второ сметам дека се тоа груби лаги. Ќе одговорам на обвинувањата, тендерот воопшто не е доделен на една фирма понудувач. Доколку сметаме дека било кој дел од постапката не е запазен и законски како што треба, доколку нема можност за конкуренција, доколку не постигнеме заштита, ние со ова нема да продолжиме. Ќе бараме друг начин како тоа да го постигнеме. А знаеме дека може да има заштита. 12 милиони евра троши оваа држава за реагенси годишно. Па тоа е премногу. Ние знаеме дека цените се многу помали. Ова е едниот од начините кои што сметавме дека ќе ја постигнеме заштита. Ако не успееме, заради обвинување, макар и заради кој сака да се остави сомнеш врз себе. Тоа нема да се случи, меѓутоа ние ќе најдеме начин. Заштита? Затоа што знаеме дека може да има, ќе има и тоа граѓаните ќе го осетат, заради тоа што тие пари ќе влезат назад во здравствениот систем. Ова се случува повеќе од 20 години, се дренираат парите од ова здравство, тоа е греот. Ние тоа ќе го запнеме. Колка би била заштедата? Јас очекувам дека најмалку може да биде околу 20% според нашите сознанија и нашите анализи. Министре, едно хипотетичко прашање, што доколку еве на пример работ го добие тендерот, помене тоа еволуацијата, дали ќе дозволите АХР лабораторија кој што никој не ја знае во здравствениот систем да биде подизведувач на оваа фирма? Ќе ви кажам уште еднаш. Не сме стигнати до таа фаза. И сега доколку го добие работ, дали ќе дозволите таква фирма кој што никој не ја знае во здравствениот систем да биде подизведувач на еден толку тежок тендер? Токму затоа трае евалуацијата, да процениме дали можете или не. И не ми одговоривте дали приговори има до сега доставено? Има приговори, да. Има 4 приговори доставено до Министерството. Ако некој смета дека тоа што сакаме да направиме заштеда, тоа што знаеме дека трошоците се огромни, тоа што го знаеме механизмот како да го направиме тоа што сакаме да го подобриме здравствениот систем е причина за оставка, нема проблем. Што се однесува приговорите? Рековте 4 за доставање? Приговорите стигнаа во петокот,
се уште детално не сме ги разгледале, меѓутоа се однесува на неколку работи во однос на постапката.